1918. godina, krajna prvata svetska imperialistička vojna, vojna во која учествуваа 33 држави, беа мобилизирани 70 милиони луѓе, а на бојните полиња останаа над 10 милиони човечки животи. На територијата на Македонија за сето време на војната беа стационирани над 1.300.000 војници на двете противнички страни. Во бомбардирањата на двете страни од така наречениот Солунски фронт беа разрушени илјадници села и градови во Македонија, а македонците присилно се бореа на двете противнички страни, во српската и во бугарската војска. По 4-годишни борби, војната заврши со победа на силите на Антантата – Франција, Велика Британија, Соединетите Американски држави, Јапонија, Италија и Србија. Силите победнички во почетокот на новата 1919 година ги повикаа победените Германија, Австро-Унгарија и Бугарија на свечен начин да се изврши капитулацијата и да се потпише мировен договор. Мировните преговори се водеа во Версај, недалеко од Париз, од 18 јануари 1919 година до август 1920 година, кога беше склучен договорот со Турција во север. Главниот збор во преговорите го имаа Франција, Велика Британија, Соединетите Американски држави, Италија и Јапонија. Најважното прашање на конференцијата беше прашањето на поразената Германија. Нејзе и беа одземени колониите и беше намалена нејзината европска територија. Франција си ги врати регионите Алзас и Лорен, Белгија ги доби регионите Ојпени и Малмеди, Данска доби делови од Шлесинг и Холштајн, а Полска дел од Шлезија. Градот Гдајнск беше прогласен за слободен град и беше ставен под заштита на Друштвото на народите. Во текот на Првата светска војна се распадна Австро-Унгарија. Со мировните договори со Австрија во Сен-Жермен и со Унгарија во Трианон беше потврдено распаѓањето на австро-унгарската монархија. Со овие договори голем дел од хрватското и словенечкото население беше оставено во Италија, Австрија и Унгарија. Со Трианонскиот мировен договор Унгарија ја призна Чехословачка и го призна правото на војводина во кралството на србите, хрватите и словенците, а на Романија и ги отстапи Трансилванија и Источен Банат. Бугарија беше принудена да го потпише мирот во неј. Врз основа на овој мировен договор, Бугарија ја отстапи Западна Тракија на Грција, на Романија ја даде Јужна Добруџа, а на кралството на србите, хрватите и словенците Босилеград, Цариброд и регионот на Струмица. Со Северскиот мировен договор што беше склучен со Турција, таа ја загуби Смирна, Цисјорданија, Ирак, а се откаже и од Египет и им призна автономија на Курдистан и на Ерменија. Турција беше обрзана да дозволи слободна пловидба низ Босфорот и Дарданелите. Како што се гледа, македонското прашање не беше решено. Но да видиме дали воопшто ова прашање било поставувано на конференцијата во Версај. Уште во екот на војната, особено при незиниот крај, сред македонските маси најактуелна беше автономијата, како најпогодно решение за македонското национално прашање. Македонскиот народ бараше и очекуваше на конференцијата соодветно да се реши и македонското национално прашање и дека по толкуте крвави судири на Балканот ова прашање ќе престане да биде јаболко на раздорот. Но различните интереси на големите сили и на малите балкански држави придонесе македонското национално прашање да не се реши во полза на македонскиот народ. Главен фаворит кон решавањето на македонското прашање на конференцијата беше Велика Британија, која сметаше дека најпогодно решение за македонското национално прашање би било создавање автономна македонска држава под нејзина заштита.
Возnemирени од ваквиот став на големите сили, владите на Србија, Грција и Бугарија се обидоа да го спречат поставувањето на македонското прашање како македонско национално прашање и упорно настојуваа да го представат како територијално прашање. Кралството на србите, хрватите и словенците, особено председателот на владата Никола Пашич, решително се спротиставил на разгледувањето на македонското национално прашање, а особено да се постави и да се третира вардарскиот дел на Македонија. Србија, сметаше Пашич, треба да води борба за уште поголемо територијално проширување на Балканот. Во таа негова мисла се криело територијалното проширување на Србија кон сливот на реката Струма. Во случај на голем притисок од страна на големите сили за создавање автономна македонска држава, Никола Пашич го подготвил својот пратеник во Лондон да се согласи со таквото инсистирање, но со настојување таквата автономна држава да се протега јужно од Велес и главно да ги опфаќа Битолскиот и Солунскиот округ. Таквата мала држава би можела да биде лесен плен за Србија, со што би се реализирале далекосежните планови на кралството Србија за излез на море преку Македонија. Грчката концепција во случај на автономна македонска држава не се разликувала многу од српската. Таа настојувала ваквата држава да се протега северно од Велес, а јужно да биде грчка територија. Бугарија, како поразена страна во војната, не смееше јавно да ги изрази своите претензии во поглед на Македонија. Таа се обидела да им се спротистави на српските и грчките планови за територијално проширување во Македонија. Трите балкански држави преку поставувањето на македонското прашање како српско, бугарско и грчко во основа ги оневозможуваа македонците сами да се представа што се и што всушност бараат од мировната конференција. Македонското национално прашање беше поставено само како територијално прашање околу кое се судираа српските, бугарските и грчките апетити. Македонското национално прашање на конференцијата се појавило кога дошло на дневен ред изработувањето на мировниот договор со Бугарија. Тоа било резултат на настојувањето на големите сили Бугарија како поразена страна да не добие територијални проширувања надвор од предвоените граници. За сето време на одржувањето на конференцијата во Версај, македонската емиграција, која беше единствен легитимен представник на македонскиот народ во балканските и европските држави и во Америка, не мируваше. Таа го поставуваше македонското прашање како македонско национално прашање. Преку разни апели, статии и писма се бараше од представниците на големите сили неминовно да го решат македонското национално прашање во полза на македонскиот народ. Но ставот на големите сили не се промени. За македонското национално прашање најмногу се дискутирало во Комитетот за создавање нови држави и за заштита на малцинствата. На првата седница на овој комитет, одржана на 10. јули 1919 година, на која главна тема на расправа било ратификацијата на договорот со Србија од 1913 година, кон договорот бил додаден и анекс со кој Србија се задолжувала да обезбеди специјална заштита на населението во Вардарска Македонија. Од ова произлегувало дека македонското прашање нема да биде решено. Под репликата специјална заштита
Италијанската делегација предложила истата да се замени со воведување специјален административен систем во Македонија. Ваквиот италијански предлог не наишол на разбирање кај француската делегација. Таа го одбила со мотивација дека италијанската делегација треба да подготви конкретни решенија за тој предлог. На 33-та седница на комитетот, што се одржала по 5 дена, италијанската делегација поднела предлог со анекс, со кој се бара автономија на Македонија и Албанија, подцртувајќи ги зборовите да се заштити словенското население во Македонија. Овој предлог го дополнил британскиот делегат Липер, изјавувајќи дека на Македонија треба да й се даде известна форма на самоуправа, но тоа да биде во согласност со кралството на србите, хрватите и словенците. Овие предлози во писмена форма биле испратени до грчката делегација и до грчката влада. Представникот на Велика Британија Липер го повикал секретарот на делегацијата на кралството на србите, хрватите и словенците Богомил Вањак и му го изнел проблемот за кој расправал комитетот. При тоа Липер го известил Вањак дека во договорот што ќе го потпише кралството со Австрија за заштита на словенечкото малцинство на незината територија, ќе стои една клаузула за односот на кралството кон малцинствата во Македонија со предупредување дека би било погрешно ако се стои на гледиштето дека во Вардарска Македонија има српски народ. Упатениот предлог од страна на Липер едногласно бил одбиен од Пашич. Истиот свој одговор Пашич го испратил и до Клемансо, председателот на конференцијата и на Советот на Петмината. Во одговорот на кралството на србите, хрватите и словенците стои дека се отфрла членот 50 од договорот со Австрија во кој стои клаузулата за заштита на малцинството во Вардарска Македонија. На наредната седница на комитетот повторно се појавиле два предлога за решавање на македонското национално прашање. Италијанската делегација повторно го истакнала предлогот за автономија на Македонија. Се појавил и британскиот предлог со барање да се направи аранжман со Друштвото на народите, кој ќе биде задолжено да има своји представници во Македонија со цел да ги чува гаранциите за заштита на населението. По овие два предлога се развила бурна дискусија, која завршила без определено решение, со оглед на тоа што француската делегација силно се спротивставила на двата предлога. На седницата одржана на 4 август 1919 година пред комитетот пак биле изнесени италијанскиот и британскиот предлог. Кон британскиот предлог се придружиле и американската и јапонската делегација, но француската делегација, сметајки дека е суверена, по тој предлог успеала пак да стави вето. Италијанскиот предлог, за разлика од британскиот, кој се однесувал само за Вардарска Македонија, се состоел во формирање на еден централен административен совет составен од местни луѓе. Седиштето на советот да биде во Битола, а Македонија да биде територијално административно поделена и на чело на тие единици да се наоѓаат административни службеници. Во истиот комитет се расправало и за приморскиот дел на Македонија. За овој дел посебен интерес покажала британската делегација, која настојувала прашањето да го реши со помош на сојузничките сили. На 19. јули 1919 година комитетот ја известил грчката делегација во Париз дека се подготвува нацрт договор кој треба да се склучи помеѓу кралството Грција и големите сили за заштита на малцинствата. Венизелос, кој стоел на чело на грчката делегација, одговорил дека Грција обезбедила право за сите малцинства во анектираните делови и дека нема никаква потреба од гаранција на големите сили. Во договорот сепак била внесена клаузула за заштита на малцинствата во Грција. Грција го потпишала договорот и со тоа се очекувало трајно да се реши македонското национално прашање во Егејскиот дел. Таа го прифати договорот, но најде дипломатски можности да ги одбегне обврските за заштита на малцинствата што произлегуваат од Неискиот мировен договор и му наметна на Бугарското царство да го прифати принципот за така наречената доброволна размена на население.
Iako победена, на Бугарија и беше оставено сама да одлучува за статусот на малцинствата што живеат на нејзина територија и самата да решава за договорот со Грција за реципрочна размена на населението. Големите сили се оглушија на повикот на над 400.000 македонски бегалци во Бугарија да им се овозможи да се вратат на родната земја. Тие дури одстапија и од барањето во договорот со Бугарија да се внесе клаузула за заштита на малцинствата. Со членот 56 од Нејскиот мировен договор, што беше склучен на 27. ноември 1919 година, Грција и Бугарија во суштина го отфрлија принципот за почитување на правата на малцинствата и го прифатија така наречениот принцип за доброволно иселување на така нареченото бугарско население од егејскиот дел на Македонија и на малобројното грчко малцинство од Бугарија. Конвенцијата за доброволно иселување грчката држава веднаш ја претвори во конвенција за задолжително иселување на македонското население. Грчките власти почнаа да спроведуваат сурова политика на репресалии за да го принудат македонското население милум или силум да бара и да се исели во Бугарија. Така од егејскиот дел беа иселени над 86.000 македонци, а на нивно место беа доселувани грци. Било какво барање за заштита на националните права, грчката држава го решаваше со спроведување на принципот за иселување. Со Лозанскиот мировен договор од 1923 година меѓу Грција и Турција беше суспендиран и Северскиот мировен договор од 1920 година. Со овој договор се создаде едно ново меѓународно правило за начинот како се поставува, како се третира и решава едно нерешено национално прашање. Општо признатиот и прифатен принцип за почитување на правата на малцинствата во рамките на новосоздадениот европски политички статус-кво беше отфрлен и се прифати принципот за задолжително иселување на муслиманите од Грција и христијаните од Турција. Така по силата на Лозанскиот мировен договор, од Егејска Македонија биле принудени да се иселат 350.000 муслимани, меѓу кои 40.000 македонци муслимани. На местото на иселеното македонско и муслиманско население во егејскиот дел на Македонија беа населени над 600.000 грчко и негрчко население. Со тоа егејскиот дел доби етнички немакедонски лик и македонската нација доби силен удар во своите најсуштински национални интереси. Кралството на србите, хрватите и словенците исто така вешто ги избегнуваше версајските обврски за почитување на малцинските права и интензивно продолжуваше политиката на денационализација и асимилација на македонскиот народ. Иста политика водеше и бугарската држава во однос на македонскиот народ. Историјата покажува дека македонското прашање секогаш било присутно во дневните редови на меѓународните конференции, но големите сили ниеднаш не успеале ова прашање поволно да го решат за македонскиот народ.
Versajskite mirotvorci ја потврдија територијалната поделба на Македонија, што беше направена со Букурешкиот мировен договор од 1913 година. Направена беше само една мала корекција на картата на Македонија, со тоа што Струмичкиот округ беше приклучен кон кралството на србите, хрватите и словенците. Така во Версај беше уште повеќе оддалечена големата желба на македонскиот народ за обединување. Територијалната поделба на Македонија од Версај се задржа и по Втората светска војна. Во текот на Народно-ослободителната војна, учествувајќи во заедничката борба на сите југословенски народи против фашизмот, македонскиот народ се избори во новата Југословенска федерација за сопствен државен легитимитет. Со тоа македонскиот народ си ги врати, за жал, само во еден дел од својата татковина белезите што ја карактеризираат една нација, што и биле одземени спротивно на незината волја со Лондонскиот, Букурешкиот и Версајскиот мировен договор.